Со испитот по странски јазик продолжи полагањето на предметите од државната матура. Кумановските матуранти најголем дел се одлучија за полагање на англиски јазик, а помал дел за француски јазик и литература. Како што информираат од средните училишта, полагањето и на овој предмет од државна матура се одвиваше без проблеми. Во средното општинско училиште Перо Наков, вкупно 77 ученика од македонска паралелка полага англиски јазик, а учениците кои настава следат на албански јазик, англиски јазик полага 132. Учениците од Киро Бурнас, кои годинава со одлука на државниот испитен центар полагаат во просториите на економското училиште, за англиски јазик се одлучиле 10. Купно 77 ученика со настава на македонски наставен јазик полагаат англиски јазик, ниту еден не полага француски јазик, додека на албански наставен јазик, оние кои што следат настава на овој јазик, полагат вкупно 132 ученика англиски и еден полага француски јазик. Подготовките ги направивме во текот на изминатите 2 дена. Днеска учениците дојдоа на време почна тестирањето. Тука се присутни сите тестатори кои што беа назначени од државниот испитен центар, имаме и наблюдувачи од страна, се е во нормален ред. Нашите ученици полагаат државна матура во простории на Перо Наков. Тоа е одлука на ДИЦ и ние сме тука дојдени. Страни јазика и нас полагаат 10 ученика, толку ученици се пријавени за државна матура, од кои 8 полагаат на англиски и 2 полагаат на француски јазик. Ова се ученици од македонски наставен јазик, а на албански наставен јазик сите ученици се на завршен испит, значи не полагаат државна матура. Во Кумановската гимназија англиски јазик полагаат 249 матуранти, 4 руски и 2 ученика француски јазик. Англиски јазик полагаат 249 ученика, 4 ученика руски јазик и 2 ученика француски јазик. Се започна на време, учениците се сите на број, еден ученик само ќе полага во август, денеска најави отсуство, поради оправдани причини. Сите тестатори се на своето место, тестовите стигнаа на време и се тече во најдобар ред. Математика ќе се полага на 12 јуни, а последниот екстерен испит од државната матура ќе се полага на 14 јуни и тоа физика, хемија, биологија, бизнис, историја, филозофија и естетика. Резултатите ќе бидат објавени еден месец по полагањето на последниот екстерен испит, односно на 14 јули. Матурантите ќе имаат уште една шанса и тоа во августовскиот испитен рок.